Минатата недела во камерната малата сала на Филхармонија на Република Северна Македонија се одржа концерт на пијано трио насловен 30 прсти. Вистинска провокација за сладокусците на класичната музика на еден несекојдневен и невообичаен музички состав. Камерната музика како дел од уметничката музика ја изведуваат група музичари, вокално или инструментално, кој може да се смести во мал простор, во соба. Со други зборови, тоа е музика со мал број инструменти изведувачи од 2 до 20 и е наменета за потесен круг на слушатели во една интимна атмосфера. Ако го парафразираме големиот Гете, тоа би значело разговор меѓу разумни луѓе и искуства со посебни вештини и знаења, со исклучителна рамноправност на сите изведувачи и нивните делници. Камерниот стил на музицирање е интимен, со топол и мек звук, без претензии за ефект, воздржан, лиричен, богат со артикулација. Музичките состави како пијано трио, во кој тројца пијанисти музицираат на еден инструмент, во случајот пијаното, се многу ретки на светската музичка сцена, а следствено на тоа уште повеќе на нашиве простори. Пијанистите Марија Вршкова, Весна Ангелова Христова и Петар Макариевски со својот префинет и софистициран настап кон творбите не водат во едно поинакво музичко доживување во кое се преплетуваат три уметнички профили со различен, но сепак единствен идеен порив. Многу инцидентно, пред едно од прилика 8 години, јас мислам дека имаше една иницијатива на Факултетот за музичка уметност за правење на еден концерт на кој што професорите ќе свират за студентите. И пошто сето тоа некако на брзина беше организирано, а јас и моите колешки со кои што првично го оформивме овој состав, бевме нешто во многу бурна епизода од нашиот живот, во смисла секој од нас имаше големи концерти. И случајно на интернет открив дека постои оригинална композиција напишана од Рахманинов за буквално ваков состав. Им предложив тоа да го направиме за тој концерт и од тогаш почна една моја идеја дека ова е таа формација во која што неверојатно добро се осеќам и така почна таа приказна. Значи првиот состав беше оформен од мене, Сара Пројковска и Елена Атанасовска. После мислам дека 2 години делување заедно, значи составот се променува, нормално останувам јас во составот и ми се приклучуваат моите драги колеги Петар Макариевски и Весна Ангелова Христов. И така почна нашата музичка приказна, исто така инцидентно како што почна и музичката приказна на самиот ансамбл. Како невообичаена камерна формација во богатата музичка ризница постојат многу малку дела за ваков состав и трагањето по оригинални партитури честопати е дополнителен предизвик. Постои не во толкав број. Например, Черни има преку 20 композиции напишано токму за овој состав. Сега можам да кажам дека помодерните автори повеќе истражуваат и токму на овој концерт денес изведуваме едно грандиозно дело од нов автор, кој што е специјално наменето за ваков состав. Она што знам во моментот, ние сме веројатно четвртиот состав кој што активно работи на овој тип на музицирање. На последниот концерт се изведоа дела од Жан Крас, Расим Разманов и Стив Рајх и Боуко Валис, но се изведоа и дури 2 дела од современи македонски композитори како Бете Илин и Дамјан Темков, едното специјално напишано за нив, а другото адаптирано, што сето ова ни дава за право да констатираме дека овој состав предизвикал инспиративна провокација кај авторите. Тоа се мои колеги со кои што јас долги години соработувам и на моje барање да напишат композиција токму за овој состав, они одговорија и еве, ние со задоволство ги изведуваме. Последниот концерт, како што кажи колешката Вршкова, свириме капитални дела, напишани специјално за овој состав, меѓу другото и двајца наши композитори македонски. Меѓутоа морам да истакнам дека во изминатава година и неколку месеци колку што сме во овој состав со колешката Весна Ангелова,
имаме реализирано преку 10 концерти, кои што се и меѓународни гостувања. Првиот концерт ни беше во меѓународен фестивал во Бугарија, потоа имавме турнеја низ Македонија, концерт во Kids 1919, а оваа година морам да напоменам дека покрај турнејата низ Македонија имавме многу успешно гостување во Виена. Она што беше воочливо уште на генералната проба е дека пијано триото 30 прсти е моќно и безпрекорно владее со избраната програма и дека секој тон од партитурата е длабоко осмислен и магично обоен во една раскошна палета на бои и звуци.